Студио на телевизија Нова вечерва ќе зборуваме за што друго освен за она што ги преокупира сите граѓани на Скопје денеска и вчера, посебно денеска, кога гледаме какво е надвор, односно прст пред око не се гледа, но ај што не се гледа прст пред око од маглата, туку вечерва Скопје руши рекорди во загадување. Денеска цел ден сме први на листата на сите оние портали и агенции светски кои што ги мерат загадувањето на воздухот во светот според мерните единици кои им се достапни. Скопје се наоѓаше високо на листата и во минатото, на второ, трето, четврто место. Денеска сме убедливо први. Пред Бангладеш и пред, не знам, еве колегата Александар Видиновски ќе ми помогне, кои други. Нью Делхи, да, некои такви земји. Затоа вечера во студиото разговарам со мојот колега Александар Видиновски, пред да го представам гостинот, затоа што колегата Александар Видиновски, како новинар на телевизија Нова, направи еден сериозен документарец за тоа што се го предизвикува загадувањето во Скопје и сакам со него да ги сподели заедно со вас гледачите до што се дојде и што е она што ствари не труе наш скопјани, а кога сме кај труењето, вечерва имаме и клинички токсиколог, односно велам добро вечер за доктор Андор Джепишев, благодарам што се одзвавте да бидете дел од емисијава. Зборуваме за загаден воздух, зборуваме за труење на нашите тела. Со што се труеме? Прво, добро вечер на телевизија Нова, на вашите гледачи, на сите граѓани на Република Македонија. Мене ми е ова втор пат доаѓање во студиото на вашата телевизија и добро е што еве отварате тема која што во последниве неколку месеци, не само денес, е многу актуелна не само во Скопје, туку во цела Република Македонија и можам да кажам дека загадувањето на воздухот е глобален проблем. Меѓутоа, сите држави се соочуваат со проблемот и на некаков начин си бараат решение за проблемот, затоа што загадувањето на воздухот директно делува на граѓаните, на сите оние кои што се движат надвор, па и внатре во затворена просторија. Можда загадувањето во затворени просторија е помало и тоа многу штетно делува на здравјето на граѓаните. Што е тоа што не труе? Што е тоа што треба да се плашиме? Па вака, значи за тоа можеме многу да зборуваме, има многу хемиски супстанции кои што се содржат во воздухот, обично се некој во тврда состава, меѓутоа во многу мали честички кои што се лесни и летаат во воздухот, некои се во форма на пареи, на гасови и така натаму. Меѓутоа, јас ќе ги потенцирам оние што се најчести загадувачи, оние што прават најмногу проблем на човечкиот организам. Тука, прво ќе го ставам на прво место еглеродниот моноксид, кој што се ослободува при согорување на органски материи и го има во голема концентрација баш вака при енормни загадувања, сулфурни оксиди, пред се сулфур диоксид, јаглероден диоксид и азотни оксиди. Покрај нив, пошто Република Македонија има проблем и со депониите. На депониите, знаете, во изминативе месеци имавме одреден проблем со депонии во некои градови во Република Македонија. Таму согоруваат исто така, согорува отпад кој што ослободува многу штетни материи и претежно таму доминираат, да речеме, оние пари на тешките метали, кои што можда во акутната фаза на труењето нема да направат голем проблем, меѓутоа хроничната изложеност може да направи страшен проблем со здравјето, посебно кај малите деца, кај бремените жени и кај хроничните болни. Читав луѓе кои што нормално револтирани од сето ова што се случува и немајки конкретна информација што тоа точно се случува, некои велат дека во околината на Бутел и Железара, утрино, кога излегле надвор воздухот, мирисал како во болница. Што може тоа да го предизвикува? Дури велат дека и некој како зеленка справ, сега ви велам, некои се сомневаат дека Железара не ги користи филтрите и така натака. Меѓутоа, луѓето не посочуваат само дека е воздухот загаден затоа што гледаме на оние мерни станици кои што ги гледаме, него буквално се чувствува. Се чувствува во воздухот некој мирис. Дали е тоа од издувните од автомобилите? Јас не сум толку стручен да кажам по мирисот за што се работи. Меѓутоа, ако граѓаните кажат од прилика што чувствуваат, затоа што многу од граѓаните во последниве неколку месеци се жалат на одредени тегоби. Знаете, има многу пациенти кои што доаѓаат, викаат, мене глава никош не ме болела во животот. Овие недела дена, секој ден, посебно кога ќе излезам надвор, почнува да ме боли глава.
или добивам некоја лесна вртоглавица и лесна несвестица и дури така несигурно се движам. Има објаснување за тоа. Значи, јаглеродниот моноксид, кој што го има во загадениот воздух, и тоа верувам дека вечерва го има во енормна концентрација, има дури 250 пати поголем афинитет кон хемоглобинот, кој што е тој одговорен за пренос на кислородот до клетките, 250 пати поголем афинитет кон хемоглобинот. И значи тој го завзема местото на кислородот. Клетките од кои што се изградени ткивата во човечкиот организам користат кислород, не користат јаглероден моноксид. Автоматски настанува недостаток на кислород во клетките. Централниот нервен систем, поточно мозокот, е многу зависен од кислород. Тој не може да поднесе недостаток на кислород и ова што го чувствуваат граѓаните, тие тегоби, се некој вид на одбранбен механизам или предупредување дека нешто се случува и дека нешто треба ние самите да преземеме. Значи, тие прво те опоменуваат со вртоглавица лесна, со главоболка. Но тука се и остануваат. Така, меѓутоа, ако продолжи таквиот недостаток на кислород, може да настанат и потешки компликации кои што можат сериозно да го нарушат здравјето. Ќе се вратиме на тоа, Александар, што ти открива твоето истражување? Ти буквално одеше од наслаба во наслаба проверувајќи како се движи во текот на целиот ден, кој е најгорливиот проблем, бидејќи се фрлаат дрва и по камења, по се, и по печките, и по автомобилите, и по... А сепак конкретно и ден денес не знаеме. Факт е дека има повеќе фактори кои што влијаат за енормното загадување. Јас во моето истражување се сконцентрирав на PM10 частичките, бидејќи токму концентрацијата на овие частички ние барем како новинари ја земаме како релевантна да го оцениме степенот на загадување на воздухот. Тоа што е важно да се каже дека според ово истражување, ако се гледа на дневно ниво, концентрацијата на PM10 частичките во воздухот не е, пикот не го достигнува кога сообраќајот е најинтензивен во градот, меѓутоа кога ќе падне ноќта, кога ќе паднат температурите и граѓаните ќе ги запалат ќумбињата. Тогаш ги имаме оној енормен скок на концентрација на PM10 частичка. Значи не од автомобилите, туку навечер. Има и од автомобилите, така, меѓутоа... Има нормално дел, да. Да. Еве еден аргумент зашто не е од автомобилите толку е дека и летно време има автомобили, па немаме толкаво загадување. Има уште еден исто таков силен фактор за кој што ние како луѓе не сме виновни, тоа е природата, тоа е така наречената температурна инверзија која што се јавува практично во сите котлини со ваква континентална клима. Тоа е наједноставно кажано кога во текот на зимските месеци, кога е ладно, имаме таложење на ладен воздух во котлините. Кој што истиснува надоле. Да, поголема влага. Апсолутно поголема влага. И тој воздух останува тука, може да речеме и неделадена да остане доколку нема некоја... Уште ветер ако нема, да... Најчесто нема кога има ваква инверзија. Ние многу често сме биле сведоци нели во Скопје да е 1-2 степен преку ден и да биде магла и да се качеме на средно водно и тамо да е 9 степени да е навистина пролет. Да. Тоа е феномен на температурна инверзија. Тогаш практично градот е како тенџере во кое што врие вода, има одозгора поклопец и не дозволува сите оние испарувања, односно во нашиот случај отровна материја да се качат повисоко во атмосферата и тие остануваат тука. Така што кога ќе имаме кога ќе имаме температурни инверзија, можеме само да ги следиме мерните станици на Министерството за животна средина и да забележиме како во ден на ден како се зголемува загадувањето. Практично од ќумбињата, од автомобилите, палење и горење и депониите ги спомнавме, се тоа придонесува. Меѓутоа, највеќе секако горењето на дрва како начин на затоплување на домовите и тоа е практично би било еден апел дека доколку сакаме навистина да влеземе кон решавање на овој проблем, треба да се сконцентрираме првено. Така, и да видиме евентуално на гасификација за која што зборуваат сите дели најавено дека ќе почне следната година. Само би дополнил. Ја мислам дека и PM частичките не се најголемиот проблем. Сигурно дека се голем проблем, тие се токсични, внесени во организмот, може да предизвикаат сериозни компликации по здравјето, посебно на подолг временски период. Меѓутоа постои начин, физички начин, на некој начин да ја намалиме нивната концентрација. Односно да ги сврлиме од телото? Не да ги сврлиме, него да ги исчистиме. Да ги исчистиме, како? Меѓутоа, нели имаше одредена хемиска супстанца со која што се миеа улиците, мислам дека минатата година кога беа вакви енормни загадувањата, сега ја нема фаќате за збор, така е. Значи со кое што градските власти ги чистеа улиците и на можда минимално, но се намали. Сепак нешто се намали концентрацијата тие. Меѓутоа, овие гасови што јас ги споменав,
Не постои начин ние да ги тргнеме од атмосферата. Не можеме да ги тргнеме затоа што тие се измешани со амбиенталниот воздух се присутни и ние си ги дишиме. Нема мерка? Нема начин да ги отстраниме. Добри, пием частички се во амбиенталниот воздух. Во ред, меѓутоа постои начин кога еве сега да речеме во ова време магливо, маглата, таа голема влага, тие се големи честички кои што се врзуваат за одредени за влагата, едноставно за капките вода и паѓаат доле и точно е тоа дека може да се задржите студенови тука. Ако нема ветер да ги оддува или ако не ги исчистиме физички да пробаме на некаков начин, тие стојат тука и секое излегување надвор ние сме во контакт со нив, ги внесуваме во организмот. Тие знаат да се таложат во одредени органи, во одредени ткива во организмот и да направат голем проблем. Значи, опасноста е тоа што тие сите се на некој начин прво канцерогени, друго го намалуваат, го оштетуваат имунолошкиот систем на организмот, паѓа имунитетот, па се јавуваат, ќе се чудиме што сме се разболеле, а немало никаква причина или нели не сме се изложиле на некој студ или нешто слично, а сме се разболеле. Тоа е нели резултат на тој пат на имунолошкиот пореметување на имунолошкиот систем и падот на имунитетот на организмот. Ајде, дали можете ми прокоментирате, сите зборуваат, мислам, страшно звучи на вистина, секој што живее овде, посебно оние што имаат деца, бидејќи ајде ние возрастните колку толку можеби имаме избор, дечињата немаат избор, ниту да побегнат доколку родителите не ги изнесат нели на планина или на нешто, немаат што да прават, мораат да одат и на училиште на ова време. Меѓутоа канцерогено, кога ќе се рече канцерогени, тоа мислам дека го плаши секој граѓанин на Република Македонија. Колку се тоа канцерогени? Дали е тоа канцерогено во смисла ако јас бидам изложена 10 години или пак е многу пострашна приказната во однос на... Видите, 10 години е голем временски период. Може и за пократко време одредени хемиски супстанции да делуваат на клетката канцерогено, да го променат составот на клетката и таа да почне да се дели ненормално. Кој ќе почне да се дели ненормално, таа создава ткиво кое што не е соодветно на организмот. Се обидувам да објаснам, нели да лаички да го објаснам за да ме разберат и гледачите. Ќе почне да се дели онака како што не треба и со тоа ќе се создаде ткиво кое што е страно за организмот и тоа е практички тоа од каде што почнува канцер. Дали сме осудени сега на ова или има што луѓето да направат? Ајде прво да повториме. Вртоглавици, главоболки, печење очи, значи, што се тоа е симптоми? само при зголемена концентрација и труење со јаглеродниот моноксид. Меѓутоа, имаме тука сулфурни оксиди, пред се сулфур диоксидот. Че многу од граѓаните се жалат, дека излегувам надвор, почнуваат да ме пецкаат очите, ме гребе грлото и почнувам да се гушам. Не можам воздух да земам, Што се случува? Значи, тој сулфур диоксид во контакт со телесните течности прави слаба сулфурна киселина. Таа е со слаба концентрација, меѓутоа толку доволно за да ги иритира очите, да не можеш да гледаш, да ти солзат или да те грепка грло, да почнеш да кашлаш затоа што тој практички влегува преку дишникот, значи преку дишникот и во белите дробови, те тера на кашлање затоа што и тоа е одбранбен механизам. Меѓутоа често изложување и честа иритација на ткивото доведува до оштетување на слузокожата на тие дишни органи. Така оштетената слузокожа ја губи способноста за одбрана. И тоа е тоа што во содејство со ослабување на имунолошкиот систем, потоа прави прво акутни бронхити, па хронични бронхити, па други компликации, па канцерогено дејство. И срцевите болни имале многу големи проблеми. Точно е, и срцевите болни исто така. Хроничните болни воопшто, тие што имаат проблеми со кардиоваскуларниот систем, значи проблеми со притисокот, проблеми со срцевата работа. Еве, јас слушав и вчера колегите, некој од колегите кардиолози коментираше во некој од медиумите дека имаат зголемен број и на луѓе кои што се жалат на зголемен крвен притисок, иако ја зимаат соодветната терапија која што им е пишена, или се жалат на пореметување на ритмот на работа на срцето и иако ја зимаат терапија. Кажи се, постои ли во Македонија некаде било каде што јас можам да отидам и да проверам колкава ми е, не знам дали имам во организмот сулфур диоксид и така натака сите овие, постои ли воопшто каде може тоа да се... При акутно труење може да се одреди затоа што одредени институции во државата имаат современа апаратура со која што можат да го одредат тоа. Меѓутоа,
Знаете, организмот е еден своевиден феномен, Во еден што е момент така го има, па изграден го исфрла, да па го има свои заштитни Да. механизми со кои што максимално ќе ги исфрли отровите или ќе ги детоксицира. Меѓутоа, ако тоа се случува секојдневно, ако се случува често, ако се случува во високи концентрации, организмот има одредена можност да го прави. Во еден одреден момент ќе попуштат тие механизми, па ќе почне да се натрупуваат одредени хемиски супстанции штетни во организмот во одредени ткива. Да речеме, еве, тешките метали имаат афинитет кон бубрезите. Па често пати, еве да речеме, луѓе кои што се експонирани или изложени на зголемени концентрации страдаат од бубрежни заболувања. Многу опасно се таложат во коскената срцевина. Може да доведат до толку тешко оштетување на коскената срцевина, таа изгуби својата функција на создавач на крвните елементи. Па се јавуваат одредени типови на леукемии. Леукемија и така Значи натаму. и анемии кои што се прилично опасни и леукемии кои што се прилично опасни и по животот. Така да, знаете, Значи кога ќе дојде до акутно отруење веќе и доцна веројатно акутното отруење ние ќе го средиме. Меѓутоа, и ако не е многу тешко, нели, и ако навреме се реагира, меѓутоа тоа секојдневно мало хронично труење или хронично труење секојдневно доведува до оштетување на одредени механизми во организмот кои што го штитат баш од таквите изложување на штетни материи кои ќе попуштат во одреден момент и организмот е незаштитен и тој ќе се појават болести. постојано ќе страда и на крајот ќе се појават болести. Ба прашањето и како да се заштитиме, ани денеска ние вршејќи си нашата редовна новинарска работа, многу често сме на отворено, бевме во Зегин или во некоја аптека во ГТЦ, сакаме да се купиме маски. И таму ни кажаа дека денеска практично сите маски биле распродадени. Значи луѓето ги бараат. Голема е паниката кај луѓето. Да, колку реално тие заштитуваат тие маски? Видите, дури и шал да ставиш е подобро отколку да не ставиш ништо. Не е голема заштитата затоа што тоа се многу ситни честички кои што проаѓаат и ние сепак ги дишеме. Меѓутоа, нема да ги дишеме во толкава концентрација кога ќе ставиме маска, затоа што има одредени типови на маски кои што сега производителите, нели и фармацевските компании ги произведуваат, кои што задржуваат дел од тие отрови. Не можат се да задржат. Да не создаваме илузија дека еве ставаме маска и заштитени сме. Заштитени сме ако носиме гас маска. Али тоа е страшно, нели ние да шетаме надвор со гас маски како што сме гледале во некои филмови од иднината, не знам, после 200 години кога нема да има кислород на земја, кога ќе ја уништиме ние земјава скроз, па луѓето со гас маски се шетаат. Значи само тоа може да не заштити и тоа нема 100% не заштити. Меѓутоа подобро е да носиме обична хируршка маска отколку да не носиме ништо, а тоа точно е. Јас добив денеска информации дека практички сите аптеки во градот Скопје се преплавени со граѓани кои што купуваат маски и тоа во големи количини, затоа што тие имаат одреден рок на траење. 24 сати или 48 сати, имаат некои филтри внатре, сега не знам се менуваат да има и постапки. Треба да ги менуваш. Има некои може да се менуваат и филтри, меѓутоа пак велам, им препорачувам на граѓаните да носат и обична маска, хируршка, отколку ништо да не носат. Затоа што и таа, да речеме, одреден процент од тие ситни честички кои што се покрупни, ќе ги задржи. Например, PM10, па така имаше некоја информација дека PM10 ги задржуваат, а PM2,5 тие што се помалите продират. Мене прашањето ми беше дали оние други хемиски супстанции кои што ги има воздухот, кои што ги споминавте, дека многу повеќе имаат афинитет за врзување во организмот. Не ги задржуваат. Од нив не можеме да се заштитиме. Од нив може да се заштитиме само ако отидеме на средно водно и седиме таму. Да избегаме малте, не значи. Да избегаме од градот, да. Значи нема спас. И сега, знаете, оние прочистувачи на воздух сега исто веќе стана и модерно сите ги бараат за дома. Не знам зашто се работи. Точно тие се некои јас колку што слушнав озонери или нешто, некои апарати кои што го прочистуваат воздухот, меѓутоа навистина не знам за какви апарати се работи, иако лично не верувам дека нешто многу вршат работа тие, ако тие толку вршеа работа, сите ќе купеа. Ќе ги ставиме на улица и ќе го прочистиме воздухот. Да, и немаше да има проблем. Меѓутоа ние еве јас додека доаѓам директно од работа од клиника, додека дојдов до овде кај вас, прво се изгубив затоа што многу магла има надвор, а друго додека стигнав до колата кај што ми беше паркирана, ми течаа солзи. Да, од веројатно од загаденост.
не верувам да е нешто друго. Така. И го почувствував тоа што претходно го опишував за грепкање на грлото. Така. Значи Ние загадувањето е енормно, ја не знам колку е вечерва, али штом го чувствувам. Можеш да израснато провериш Скопје. едински да кажеме, јас во меѓувреме да им покажам на граѓаните, одиме живо да видиме како изгледа Скопје вечерва. Денеска многу имаше по социјалните мрежи фотографии од хорор Скопје слики вечер денеска каде што буквално не се гледа прст пред око и не само што е магла, него некако е сиво, сивило е некако, така да луѓето викаат еве апокалипса да стигна во Скопје, така велат. Али за болја на вистината, ако ги земе податоците колку беше загадувањето денеска, а колку е вчера, нема голема разлика, за околу 100 отприлike Тука некаде, значи. Е повеќе. Меѓутоа сега имаме плюс магла и тоа можеби вака и визуелно изгледаше изгледа пострашно. Пострашно и за тоа имаше толкаво голема реакција кај јавноста, моментално бројките се 420 микрограми на метар кубен во центар, што е 8 пати над максимално дозволеното Види ги ниво. Лисиче и Карпош тие беа прозивани како Верувам дека тука е незагаден. Зашто Да, ја доаѓам од Лисиче, центар. Лисиче е 450. Карпош рече си 500, значи 10 пати. Значи, на позагадено, Позагадено јас е сега во треба дома да Карпош, си него одам, не си одам за Карпош, Така. овдека е почисто. Овдека е почисто, барем за 10, како што Да, велат. да. Значи, да повторам, ова што го гледате сега е лайв стрим камера од плоштадот во центарот на градот Скопје. Се уште има магла, се уште изгледа така сиво и валкано, некако да не кажам. Инаку информација дека денеска маглата направи проблеми и во авиосообраќајот, односно речиси сите летови од Скопскиот аеродром кои што требаше и да полетаат и да слетаат денеска беа откажани или пренасочени кон аеродромите во Охрид и во Приштина, а огромен број на патници од Македонија кои што требаше денеска да полетаат со часови останаа заглавени на аеродромот, чекајќи надевајќи се дека маглата нели ќе се крене, па можеби ќе може да полетаат, но тоа не се случи до доцните вечерни часови. Александар, при истражувајќи за оваа тема ти имаш и контакт со луѓето. Колку се лесно е да се крене паника, нели? Меѓутоа колку се информирани, самосвесни луѓето за целата оваа ситуација? Реално многу малце. Најмалце се информирани за причинителите на загадениот воздух. Некој мисла дека е автомобилите, некој мисла дека е домаќинствата, што реално е. Други мислат дека имаше се некои индустријата. теории на конспирација дека Харп ни го и американците ни го загадуваат воздухот, значи чудни работи може да слушнеш меѓу луѓето, меѓутоа тука директно се имплицира врз нивното здравје, тоа е многу осетлива тема за луѓето. Ако им спомнеш дека нешто се случува што може да им го загрози нивното здравје, тие автоматски имаат зголемен интерес. И затоа мислам дека е должност и на медиумите и на докторите да им дадат прецизни информации што е причината за загадувањето, што тоа може да направи на нивното здравје, како да се заштитат. Меѓутоа, пред се државата треба да ја исправи буквално ова неправда за што е направена години наназад. Значи овој проблем, да не се лажеме, не е ниту оваа зима, ниту минатата, ова е 20-30 години наназад системска грешка. Да, пред неколку години ние имаме мерни станоци кои што имаме можност да видиме уствари во каква средина живееме. Малку потранспарентно. Ние можеби имали во минатото има уште еден аргумент кој што велат пред 50 години сме се греели исто на дрва, па немало толкаво загадување. Прво, не знаат дали имало толкаво загадување. Немало мерни станици, тоа е прво. Второ, направите на обично истражување на интернет, уклучите Google Earth и видите мапата на Скопје и вратете во времето, има нели можност да се врати во минатото. Првичните снимки има од 2001 година, 2002 година. Видите ги селата околу Скопје и приградските населби колку помалце куќи има. Сега има многу повеќе домаќинства. Токму и затоа баш слушав од град Скопје и од владата велат дека кога ќе почнат гасификацијата, првите цевки со газ ќе ги пуштат баш кон населбите и деловите од Скопје каде што нема топловодна мрежа. Значи тамо се луцира дека е изворот на загадување. Затоа и многу често имаме поголемо загадување, да речеме во Лисиче или Карпош, што се условно кажано малце по на периферија, а во центар каде што е се, каде што има највеќе згради, каде што има најмалце дрва, каде што има највеќе сообраќај, немаме толкаво загадување. Уште еднаш ќе повторам за PM10 честички, пошто нив имаме можност да ги следиме најлесно. Другото не можеме, да. Видите, јас само да се надоврзам, мислам дека институциите малку затаија во последниве неколку дена. Сметам дека и градските власти и владините институции, тука кога викам владините, значи Министерството за животна средина и просторно планирање, требаше барем еднаш, јас не се сеќавам
еве, демантирајте ме, да излезе некој експерт за животна средина или за екологија и да го прокоментира ова, како представник од Министерство, од владата, да каже што е тоа што му се случува на Скопје или што е тоа што и се случува на Република Македонија. Затоа што загадувањето и во Битола е високо, и во Прилеп, и во Тетово. Да. Во Битола дури и повисоко е. Точно. А многу помалку сообраќај има. Колку што успевам да видам, еве, и гледам и на социјалните мрежи тоа се коментира. Значи, не излегол ни еден представник од ресорното Министерство за екологија да каже што се случува, како да се заштитат, или еве и да излезе еден представник од Министерство за здравство па да каже кои се последиците и како граѓаните колку толку да се заштитат. Знаете, ние не можеме да се изолираме, не можеме да влеземе во стаклено звоно па со него да се движиме, али колку толку да се заштитиме, посебно некакви препораки за деца, за постари, за бремени жени, за, значи, сериозна е ситуација. Нити по од градот Скопје некој излегол. Вчера дури слушав некакви коментари кои што беа многу неуместни, како треба, дури испадна дека и вие новинарите сте виновни, затоа што се дискутира за загадувањето. Значи, загадувањето не го засега само, не знам, градоначалникот на Скопје или, не знам, градскиот совет, или советите на општините. Не засега сите нас што живееме на територија на градот Скопје. Скопје е енормно загадено во последниве неколку дена. А сите сме тука и немаме каде. Значи немаме точно, ние мораме наутро во 7 часот да излеземе, да одиме на нашите работни места па да се вратиме. Ајде веќе седиме дома, меѓутоа пак мораме да излеземе до продавница да купиме нешто, значи па не е здраво ни да не излуфтираш, дома да не отвориш врата, да не сме изложени на тоа загадување. Мојата основна забелешка, главна забелешка, значи не излезе никој од некоја соодветна институција нешто да каже, бар. Да каже, еве, ова и ова се случува, ние ова и ова правиме, ова и ова ќе направиме за нешто да подобриме. Мислам дека малку за таа институциите, можда не е добро, еве, овде од ова место да ги критикувам, меѓутоа мислам дека заслужува народот, како што каже Дински, не се доволно информирани, не е убаво да се информираме од Facebook, затоа што таму се случуваат многу дезинформации, многу работи. Таму си кажува кој што сака. Кој што сака, ќе слушнеш милион работи како да се заштитиш, а половина од нив може се уште поштетни ако ги направиш од колку загадувањето. Пример, сега, мислам, јас сум највеќе сакам во Скопје да биде вистински велоград и ја лично возам, сум живеел во странство каде што функционира градови само на велосипеди, знам дека тоа многу прекрасно нешто. Меѓутоа, со вакви концентрации на отровни гасови во воздухот, да му кажете, оставете ги автомобилите дома, излезете на отворени, возете точак. Еве имаме доктор во студиото, што е тоа? Ма каков точак? Уште повеќе дишеш за дишено? Тоа е самоубиство. Самоубиство сега да излезеш да возиш велосипед. Или да трчаш. Или да трчаш, затоа што со возењето имаш повеќе потреба од кислород. Побрзо ќе се отруеш, побрзо ќе добиеш посилна главоболка, а можда и таква вртоглавица и несвестица ќе паднеш од точак, па можеш и да погинеш. И да погинеш, да. Увие се тие информации што им требаат на граѓаните. Да, не трчете, не возете точно. И ако одиме со градски превоз, еве да го земеме градскиот превоз, Скопје има, јас сметам дека се во последниве неколку години и добро организиран градски превоз. Меѓутоа и во автобус се качиш, кој ќе се симнеш на автобуска станица, за да стигнеш до работното место, пак треба да јаш. Пак 5-10 минути ќе треба да препешачиш, токму така. Пак е најмалку ризично, мислам, со автомобил. Да. Затоа што ќе отидеш до паркинг, кај што работиш и само проаѓаш преку улица. Дојдовме до една ситуација каде што јас еве поправете ме обојцата ако грешам дека работава нема чаре, значи како да сме малте неосудени и готово, сега сме пред стрелачкиот вод и само треба да чекаме кога ќе пукне. Нема брзо чаре и нема баш ефективно чаре. Меѓутоа, нешто може да се превземе и треба да се превземе. Ајде да тргнеме од тоа. Јас не сакам да зависам од никого од институциите или да верувам, иако нивна работа е да си ја вршат работата, но нема својот живот и животот на моите деца или на децата на моите блиски да ги оставам да чекаат дали некој ќе си ја заврши работата. Што можам јас да направам? На социјалните мрежи се шират многу рецепти. Некои велат медицински јаглен треба да се пие почесто. Дали овој совет е? Погрешно. Медицинскиот јаглен е одличен адсорбенс, тој собира отрови, меѓутоа само во дигестивниот тракт. Значи, ако проголтаме некој отров, ако проголтаме отров, тогаш може да земеме одредена количина на медицински јаглен, кој што ќе го собере отровот и ќе го исфрли од организмот надвор, затоа што тој медицинскиот јаглен има
има таква А од крвта, способност. од билите Не, од воздухот, не, 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 од погрешно. загадувањето не? Не, Значи воопшто нема. апсолутно, затоа што таквите отрови влегуваат во дишните органи. Ние не го вдишуваме медицинскиот еглен па да ни заврши работа, ние го дробиме или го Така, гриземе, со малку вода се проголтува и тој влегува преку хранопроводникот во желудникот Излегува и низ цревата излегува надвор. Се што ќе најде тој собира. Има таква Но таква таму само способност. каде што ќе Меѓутоа, пројде. само во дигестивниот систем. Така. Надворот нема Млеко не. да се пиело, вода да се пиело многу? Погрешно. Вода да. Водата има одредена функција затоа што ја потикнува работата на сите органи, посебно на бубрезите, и со тоа нели ќе потикне побрза елиминација на одредени отрови од организмот. Инаку водата као вода може да ги разреди, меѓутоа не сите отрови, само одредени. А млеко, значи млекото баш нема некоја функција, дури при труење со одредени отрови е штетно да се дава млеко. Да речеме во народот постои мислење дека при труење со пестициди, да речеме, треба да се дава млеко или јогурт, што е многу погрешно затоа што баш тие отрови се лесно растворливи во масти, кои што ги има во голема концентрација во млекото и во јогуртот, и уште повеќе ќе се раствори отровот и многу побрзо ќе стигне таму кај што може да направи голем проблем. Голем проблем. Значи не млеко, не Ќе продолжам понатака по списокот. Морков многу прочистувал. Видите, морковот содржи одредени витамини и олигоелементи кои што му помагаат на црниот дроб во неговата основна функција, а тоа е да го Прочистување. детоксицира Так. организмот. Добро е, меѓутоа колку моркови ќе изедеме ние? Знаете ли колку моркови треба да изедеме за толку да црниот дроб добие сила и да добие можност да го прави тоа? Но добро е барем малку да го зачестат во овој период во исхраната доколку можат, Меѓутоа нели? не само морков. Што друго? Воопшто зеленчук и овошје. да се Зеленчук и овошје генерално. Зеленчук и овошје затоа што зеленчукот и овошјето содржат многу вода, многу витамини, многу други корисни супстанци кои што го подигаат имунитетот на организмот, ја подобруваат функцијата на многу органи, а посебно пак ќе повторам на црниот дроб, кој што е прва линија на одбрана во организмот од труењата. Доктор чаеви, вела дека има и чаеви. Ама сигурно кои што- чаеви, меѓутоа не руски чај, дури не и зелен чај, затоа што и зелениот чај има некое стимулативно дејство. Јас навистина не сум експерт за билки, меѓутоа сум разговарал со многу колеги кои што се занимаваат со таа проблематика и ми велат дека баш зелениот чај и не е нешто многу корисен баш за детоксикација. Пак нели се оградувам, не сум Така, стручњак. да. Меѓутоа, чај од камилица, чај од нане, чај, не знам, од мајчина душица, тоа што ние можеме во неограничени количини да го конзумираме, слободно може да се пие и нека од чајот, затоа што чаевите сите содржат и некои етерични масла кои што исто така многу позитивно делуваат на функцијата на организмот, а и течности ќе внесуваме и со тоа практички ќе ги подобриме, ќе подобриме Ќе функцијата помогнеме на на телото организмот. побрзо да се Така чисти е, само, да. И побрзо да се детоксицира, Да. точно. Што може да направат? Како да се заштитат луѓето, посебно како да ги заштитиме децата сега, еве да не ги внесуваат? Има ли нешто што може да се направи освен овие маски или фаќање усвет? Не, видите, не може да ги заштитиме. Како ќе ги заштитиме? Цело Скопје е загадено. Еве да кажеме, не е загадено во Драчево. Ќе ги земеме сите деца од Скопје и ќе ги однесеме во Драчево, нека сеат таму додека состојбата не се подобри. Јас, можда е непопуларно, јас денеска слушав неколку пати на некои од медиумите, имаше изјави од одредени представници од градот Скопје, чинам дека и од градоначалникот на Скопје имаше една изјава, затоа што некои родители, гледам и на социјалните мрежи, Почна кампања, него праќаат детето во да училиште, да. децата да не одат на училиште. Ја мислам дека сега треба да се преземе таа мерка. Тоа е мое мислење. Во најмала рака, Можда не сум десено. право, меѓутоа како почетна мерка веднаш училиштата да прогласат распуст, затоа што кај да еве за 10 дена или 15 кога И ќе почна биде, распустот, да. нека се прилагоди учебната година на ова елементарна непогода. Дефинитивно, нека ги распуштат децата, нека си седат дома, нека не одат нигде. Затоа што одењето до училиште, враќањето од училиште, плюс не можат Не, ако никој ништо не друго, може децата да ги ќе го држи цел пратиш ден во училница. некаде надвор, ќе го пратиш на планина. Ама не може децата ние нонстоп да ги држиме во училница. Тоа е неможно. Излегуваат надвор, трчаат.
и сето тоа придонесува тие да ги внесуваат овие отрови и овие честички за кои Кога не може да зборуваме цела вечер. Загалдувањето е тоа што ни останува да направиме е да видиме како ќе функционираме на дневно ниво, да го намалиме, да намалиме Опасноста врз нас, изложувањето на изложување. Значи подитно да се ослободат бремени жени од работни обврски. Постари од 60 години, баш тие што се популација кај што имаме најчесто нели појава на кардиоваскуларни заболувања, покачен крвен притисок, пореметување на ритмот на срцето, тие да се ослободат хронични болни. Значи барем нешто да се направи. Значи не може многу да се направи, не можеме ние сега да излеземе и да го оддуваме загадениот воздух. Колку не рестартира престојот на планина или на чист воздух? Или колку време треба јас сега, колку сум дишала во Скопје месец дена загаден воздух, колку време треба да дишам воздух на планина за да моцам да дојдам тоа на себе? индивидуално зависи од организам до организам, затоа што секој организам не функционира исто. Меѓутоа, сигурно дека ќе биде перфектно ако отидете 2 часа надвор од оваа Барем 2 часа. Од оваа гасна комора. Значи барем 2 часа да отидете на водно, на средно водно или повисоко и да на некој начин да се тргнете од оваа средина. Да се рестартирате па да имате повторно Да се можност рестартирате, да баш нема да можете комплетно, колку толку да направиш место за ново труење. толку ќе се ослободите од она што сте го дишеле во текот на денот. Меѓутоа и тоа е малку тешко изводливо, нели? Ние Кога сме на работа, сите сме на работа од сабајле до 4 до 16 часот. Па од тука да идеме на водно па да се враќаме на вистина е малку комплицирано. Меѓутоа мора нешто да се превземе. Меѓутоа јас пак сметам дека прво треба институциите нешто да превземат, кое што сите ќе не заштити на некој начин. Не може да не спаси, а да не заштити. А плюс ние да си превзимаме своји мерки. И да си наоѓаме своји начини да се заштитиме од тоа. И подитно да излезе некој ова да го искоментира. Некој релевантен што релевантен сите факти, и од сите државна информации, институција. Ние овде зборуваме, јас зборувам како доктор, меѓутоа како поединец, вие зборувате како представници на еден медиум, меѓутоа не сме ние тие што ние можеме да кажеме која е опасноста и можеме да кажеме дека треба да се направи. Меѓутоа тоа сепак треба државните институции да го направат. Дали на државно или на локално ниво не е битно, некој да излезе и подитно да донесат барем некаква мерка. Да. Ке сакам уште за една работа ве прашам, меѓутоа да не ја изгубам мислата, сакам со колегата Вединовски. Вединовски приметив, забележав дека ти пред твоето истражување гледаш и кои мерки се препорачуваат во Скопје, би можеле нели да заштитат, па имаше нели пар предлози да се вози, па да се воведе електричен автобус, па дека нели проблем било што Скопје нема метро и така натака. А од друга страна гледам приметив, забележав дека ги гледаш и искуствата од странските загадени градови и оние нивни феноменални од иднината проекти од не знам вентилатори, вакви вентилатори, такви како што има во Сингапур, скафандери и така натака. Сериозно ли сме зафатени со овој проблем, бидејќи ова не е прв пат да е загадено и не е прв пат да се дигне джева овој месец кога е загадено, и минатата година беше така, и предминатата беше година така. Тој месец кога е загадувањето ура сите, стравот и маски, и се, и моркови и така натака, кога ќе помине работата, да, како сите да заборават, не само граѓаните, туку институциите. Наша грешка и тоа како на медиуми, мислам, мора малце да бидеме самокритични, бидејќи сите треба да се уклучиме во решавањето на овој проблем. Мерки против загадувањето не се превземаат само кога е загадено, туку треба и претходно, значи летоска тоа превентива. Ние ќе почнеме од мене, пошто оваа тема со загадувањето ја пратам години наназад. Значи акција против загадувањето се превзема и летно време. Јас сосема бев свесен дека ништо не се прави во тој поглед, меѓутоа сега има голем притисок и од нас како медиуми, пред од јавноста, од стручната јавност, меѓутоа тој притисок треба да биде континуиран и лето и зима секогаш, бидејќи тоа е еден долг процес. Веќе констатиравме дека не може да има брзо решение. Што се однесува до краткорочните такви мерки, така наречени мерки на градот, значи тоа се е во ред. Мислам, па уште еднаш ќе кажам, добро е и еколошки, и здраво е да се возат точаци, да има електрични автобуси, да се мапираат возилата кои што највеќе загадуваат. Во нашиот случај, тоа не знам сега
најсимволично да кажам, кој е кај некој човек кој што има канцер умира, ти да му речеш, абе забот ја расипан, малце да си го поправиш тамо. Карија си имаш. Да, карија си имаш. Значи треба многу подлабоко да се влезе во овој проблем и искрено се надевам дека некој размислува на ова, така што колку сериозно актуелна власт или секој или идна некоја друга власт. Било која, ние сите го дишаме истиот воздух, не е ни битно која. Колку сериозно се занимава со оваа проблематика, ќе видите во тоа колку проценти од буџетот е издвоен за гасификација, за алтернативна инфраструктура. За работи што директно ќе влијаат на подобрување. Еве да некој нека земе, ја не сум За алтернативни горива да се користат, не е само газ од природен алтернативна горива. Математичар, меѓутоа пријатели со кои што разговарав, кои што се многу, ќе кажеме, поупатени од мене во оваа тема, ми кажаа дека со ова мапирање на неголемите возила загадувачи на дизелни мотори на автомобили во градот и да ги исклучиме од сообраќајот, дека загадувањето ќе се намали за 0,000, не знам тамо колку процент. Нешто незначително, значи незначително. Ќе се измотретираат луѓето. Ајде, сега претпоставам градските власти исто така си имаат добри причини зашто тоа го предложиле, меѓутоа има според моите информации и според тоа што го разговарам со луѓето, навистина многу малце. Многу малце, ништо. Значи се што треба е зашто на пример не се субвенционира парното грејење во главниот град, да речеме. Не само главниот град, топловодна мрежа немаме во многу други градови. Сега сме се фатиле ние за сообраќајот и си за тоа разговараме. Ама немаме во цело Скопје. Кавадарци колку сообраќај има, а вредностите на концентрација на овие PM10 честички во воздухот е иста како у Скопје, да речеме. Малце е нефер што ние се занимаваме само со Скопје. Добро, таму Фени го обвинуваат, нели, што не е точно. Фени не работи извесен период, така да нема причина. Повторно загадувањето беше. Еве битол окей, рек ќе го земат, меѓутоа да секој град има нека фабрика, негде работи, негде не работи. Меѓутоа вредностите се исти. Зашто? Заради тоа што луѓето се греат на дрва. Так. Кога сме кај тоа, кога споменав затоа и ми текна да ве прашам, кога споменав дека гледавме како светот ги решава овие проблеми, не можам да ја заборавам еден инсерт, една слика од Сингапур, чинам дека беше загаден, кога шетаа со едни мали боцички со кислород и со дали кислородот, доколку би зела боцичка со кислород ќе ме спаси. Јас не би сакал да дојдеме ние во таа фаза, да се шетаме како космонаути низ нашиот град, да се шетаме со скафандери со боци за кислород. Тоа ќе биде страшно. Мислам, тогаш ќе треба да се прогласи вонредна состојба и се седиме сите дома. Меѓутоа, но подобро да шетам со боца за кислород ако стварно е врши работа. Пак на дискусијата. Вие сте првиот медиум, значи медиумите го градат јавното мислење. Медиумите се тие што можат да повикаат луѓе или директно да извршат не притисок, него на некој начин да позитивна критика да направат према одредени институции. За да почне да се зборува, токму така. И да почне да се зборува и да почне да се делува. Иначе ние можеме да се зборуваме колку што сакаме, ама ништо да не направиме. Што впрочем и се случува во последниве десетина дена. Сите пишуваме на Facebook колку е загадено, колку ни е лошо, колку не ни е добро. Дајте не ги пуштаме децата, меѓутоа никој. Еве, вие сте првиот медиум. Јас не се сеќам во последниве 10 на 15 дена. Ние стварно живееме во една невозможна средина, а ниеден медиум, сем кратки коментари, нели, загадено е волку толку, не знам, кај ректорат волку, да направи сериозна студија, како што беше документарецот на Видиновски, да. Нема нешто опипливо да се седне и да се разговара. Можда јас како доктор можам да кажам она што одредено може да се случи со здравјето, меѓутоа има луѓе експерти, има луѓе кои што ја познаваат подлабоко оваа проблематика, па да излезат и да кажат ова да се направи, ова да се направи. Мора нешто да се преземе. Мора да почне, да. И да не дојдеме во ситуација стварно да се шетаме со Кога сме кај тоа, тој кислород боцата врши работа? Видите, врши делумно работа, меѓутоа колку време вие ќе дишате кислород? Ако треба цело време, ако е вакво надвор. Да, ама тоа дишење кислород прво ве ограничува во вашите активности. Како ќе работите вие? На телефон како ќе зборувате? Нема зборување на телефон. Друго, тоа чини пари. Значи не е решение. Тоа може така да речеме краткорочно да го решиш за половина час. Не, прашувам еве за децата, дали родителите на пример пошто преплашени се, докторе. Јас знам дека се преплашени, јас сум преплашен ако моите деца се големи и за нив сум уплашен затоа што нивното здравје е во прашање. Они се поуште повеќе надвор, не можете да ги заврзете дома, да. Нема шанси да ги задржиш, си имаат и работни обврски, мора да излегуваат. Меѓутоа мора нешто да се превземе, мора нешто да се направи, барем нешто, не може многу да се направи.
Меѓутоа, барем нешто треба да се направи, а јас не гледам дека нешто се прави. Се зборува, само се зборува, Само барем се зборува, ајде еве и нека се зборува дека ке. И некој напаѓа, другиве се бранат, А сите сме во исти кош. А сите дишеме загаден воздух. Така. И тие што напаѓаме, и тие што се браниме, и тие што кажуваме што треба да се направи, и тие што не кажуваат што треба да се прави, сите живееме во гаснава комора. И мора подитно нешто да се превземе. Без разлика да ги спуштиме малце дискусиите и да почнеме да правиме нешто. Доста се обвинувања, ајде со дела, Ние од ова што го правиме вечерва не можеме повеќе да направиме, меѓутоа оваа држава е правна, организирана, има одредени институции кои што за тоа се формирани и платени од джебот на граѓаните, јас ќе го кажам, платени и очекуваме од од нив. се формирани заради тоа и постојат заради тоа. Не постојат заради нив, постојат заради граѓаните и треба нешто да направи. Добро, факт е дека кај во јавноста се крива голема паника и малку и кога ќе дојде таа паника и кога ќе дојде тој револт од неможност нели ништо да направиш, па добро се фрли дрви под кабење и зашто треба и зашто не треба, и тоа е факт, посебно на социјалните мрежи многу се силни. И се политизираат. И се политизираат работите, токму така. Факт е дека не постои брзо решение, дека кој да каже дека утре ќе го реши воздухот ќе лаже. Факт е, меѓутоа гледаме ли барем Александар, ние како новинари на повидок 8 муабет нешто конкретно се прави, ние се надеваме, меѓутоа дали гледаме. Пео од град Скопје кажа дека наредниве денови ќе обзнанат уште краткорочни мерки за борба против загадувањето, ни останува да видиме и да ги коментираме секако. Јас би сакала да видам таму датуми. На 12-ти ќе започне оваа мерка, на Треба 1-ви резултати, кои ќе се видат тогаш ќе имаме нешто опипливо. Уште еднаш ќе кажам дека ова според мене е врвен национален, државен, не знам каков топ приоритет над се здравјето на граѓаните, значи што е основна функција на една држава и на едно општество, отколку да обезбеди за своите граѓани. Воздух не е загрозена една целна група, па ние не за да ја заштитиме. Туку загрозени се сите. Надрелигиозна, надетничко прашање, значи ако не обедини како држава решавањето на вакво нешто, не знам што друго би обединил. Така што јас искрено очекував барем досега, а го немавме ниво минатото, мора да кажеме, дека треба да има една многу сериозна студија, стратегија 5-годишна од сега па што претпоставам дека ќе биде и скапа и долга и многу ресурси, значи мора да се промениме како општество на начинот на кај што секојдневно функционираме. Мислам, тоа се сериозни работи. Факт е дека треба време, ама тоа мора да го почнеме одма без шминка проектчиња за дневна употреба, да кажеме ние нешто работиме, туку стварно нешто треба многу суштествено. Па макар и да бидат подложни граѓаните да ги плукаат со години дека не превземаат ништо, ако тие знаат. Ама ти ако си политичар, ако водиш еден град, ти треба да имаш визија и треба да си над дневните работи. И така да после 5 години над дневната политика, да, ова е приоритет. Ако се водиш од дневна политика, како ќе водиш град, така, бидеме вакви кој што сме. Вечерва говориме на она што сите најмногу не загружува. Насловот на емисијата беше воздухот во Скопје еднакво на отров. Не сме далеку од тоа, иако е премногу насловот можеби оштар, но не сме ни далеку од вистината дека отровот во Скопје овие денови посебно е отров. Не е отров кој што можеби моментално ќе ве убие, како што рековме доктор Чепичев, на долг рок и како може да има штетни последици, посебно врз децата. И на краток рок може да има, затоа што знаете, ако се задржите подолго време, еве сега да излеземе овде пред вашава телевизија и постоиме пола сат, пошто јас доаѓав од надвор, на вистина е неподносливо. На вистина е страшно. После, да речеме, долги години јас живеам во Скопје и не сум почувствувал ваква тежина, како што вечерва почувствував. Значи, загадувањето е енормно, што сите го чувствувам. А добро, доктор Чепичев, но нешто не ми е јасно, седете дома. Па воздухот дома од каде е? Пак мора врата да се отвори. Видите, меѓутоа не е јас на почетокот. Што го прочистува воздухот дома, ако го немамо ние? Ако ме следевте, реков дека загадувањето и дома е присутно, меѓутоа не во толкава мерка како надвор. Дома немаме магла, сега надвор имаме и магла, а маглата мислите она и воденост, така, водената маса ги врзува тие да. штетни материи, PM частичките и овие штетни гасови и тие подолго време се задржуваат на едно место. Значи не се движат лево десно, па да речеме од зона на помало загадување влеземе во зона со поголемо и обратно, туку цело време тука стојат над земјата затоа што маглата е нели влагата е тешка и стои не оди нагоре и тоа е тоа што ни ги прави проблемите.
Дополнително, покрај. Така е, така е. Најстрашно е да кажеме дека ние сега чувствуваме поради маглата, го чувствуваме тежината, но ние исто така се труевме од овој ист воздух и вчера и завчера кога Така е. немаше магла, затоа што едноставно не ги чувствуваш толку многу. Изложеноста е поголема сега, затоа што имаме и магла. И задржувањето на тие штетни материи овде во нашава околина е поизразено со маглата, меѓутоа нема врска и вчера немаше магла, меѓутоа имаше некоја сумаглица. Така као да има магла, има или нема, али тоа е практички таа зголемена концентрација на тие штетни гасови за кои што зборував на почетокот на емисијата. Тие се тие. Александар, телевизија Нова ќе се занимава сериозно со оваа проблематика. Ние формиравме посебен тим кој што ќе прави емисии за ова посебно. Ќе истражуваме и понатаму што можеме сега да истражиме, што можеме сега да направиме освен нели да стискаме јас себе сега тебе како колега нормално ќе Мислам дека е најважно оваа тема да ја задржиме актуелна колку што е може и во деновите кога ќе немаме толкаво загадување. Баш сега гледав за временските прогнози, велат дека наредниве денови ќе имаме и промена на времето и доволно е 1 саат да дувне ветер, претпоставам од север и ќе исчисти и верувате дека за 3 дена веќе никој нема да се занимава со ова прашање, ќе се занимаваат со закон за јазик, со закон за пушење, со некои глобални политики за Русија и Америка, никој нема веќе да се грижи околу ова прашање, се додека не ни се случи пак инверзија и после 10 дена повторно ни се случи ова. Значи тоа што треба Анита да се направи е ова прашање како медиуми, како новинари да го држиме актуелно 365 дена. Да правиме притисок колку што може повеќе. Во тензија да го држите, викаме ние медициналите, значи ќе бидеме под критика, ќе викат аман што е со ова загадување, убаво сега се дишаме, убаво ќе дишаме, летно време ќе идеме сите на одмор, или нема да отидеме, не е битно, ќе се занимаваме со други прашања. Ќе дојде октомври, ноември, ќе паднат и секоја година истото ни се ќе почнат да се греат граѓаните. И повторно ќе ни се врати истото ќе се случи. Не само што ќе ни се врати, доколку ова не почне да се превенира, само ќе ескалира се повеќе и повеќе. Не само да се превенира, туку и да се решава. Да се реши, да, точно е дека треба да се вложува во превенција, затоа што секоја превенција е поевтина од последиците што може да се јават заради загадување и заради оштетување на губење на здравјето. Меѓутоа треба да се работи континуирано за да се најде конечно какво такво решение. Ние сигурно дека не можеме сите граѓани да ги контролираме на што се греат. Не можеме од дом на дом да идеме. Не постои можност. На совеста и можноста на граѓаните да се греат на друго. А и на совеста да ги оставиме и тоа не можеме да направиме. Меѓутоа, ако воведеме, ако донесеме мерки со субвенции за одредени поеколошки горива или нешто слично, тогаш мислам дека ќе има некаков ефект. Ако не за една година, за две. Ако не за две, за три. Сепак нешто да се прави. Но да биде за овие три, а не за три после три. Ако дувне ветер утре, ќе се расчисти, фино, ќе сите ќе почнеме да дишеме нормално, ќе ни биде подобро, пак е загадено. Немој да мислите дека со ветерот ќе се исчисти, меѓутоа ќе падне концентрацијата од 450 на 100, да. На 100 или на 50 колку што е дозволено и ние ќе се олабавиме малце се до следниот пат кога ќе се качат над 300, па повторно ќе почнеме да се гушиме, повторно ќе почнеме да имаме проблеми и повторно ќе зборуваме. А мислам дека крајно време е да престанеме да зборуваме, да почнеме да делува. Кај ректорат е околу 650 во овој момент. Во овој момент, кај ректорат. Да. Ова се страшно. Ова грена сезона мислам дека ги рекордот дека го имаме. Стануваме гасна комора стварно. Стануваме гасна комора. Доктор Чевишев, на самиот крај, сега е вака едно прашање надвор од темата воздухот што не труе и не труе, меѓутоа Скопјани и самите се трујат. Излезе дека ние сме земја која што најмногу користи антидепресиви и такви работи. Колку има случаи на токсикологија со луѓе кои што сами на себе си прават труење со... Видите да ви кажам, ние се занимаваме многу со такви труења, посебно, значи ние случајни труења имаме многу мал број. Имаме многу труења со самоубиствени намери. Добро, тоа е веќе, нашите граѓани ги користат, намер. Затоа што знаете кај нас има закони кои што до крај не се почитуваат. Има донесени закони во кои што строго се контролира издавањето на седативи, на антидепресиви. Меѓутоа сите во трка по профит тоа не го почитуваат и секој може да отиде во аптека, да си најде, да си купи диазепам, хелекс, да си купи, не знам, некој антидепресив. И во одреден момент кога смета дека некои проблеми не може да ги реши самиот, се обидува да ги реши онака како што не треба. Ние имаме голем број на такви труења, за среќа, добро ги
ги контролираме труењата, добро ги третираме, современи протоколи имаме. Не сме имале у последните, јас не памтам сигурно, десетина години не сме имале смртни случаи. Вложуваме многу во тоа, во едукација и на помладите колеги што доаѓаат, и ние се надградуваме. Одиме и надвор, нели, да видиме како и надвор тоа се прави. Меѓутоа, точна ви е информацијата дека многу се злоупотребуваат лековите. Се злоупотребуваат и на начини за кои што не сакам да зборувам, можда ќе треба една посебна емисија само за тоа да зборуваме, кои што се дури опасни по живот. Јас сум зборувал многу често, имам давано изјави за медиумите. А половина луѓето се свесни дека ги користат опасно по живот, кога ги користат. Точно така е, видите, сите тие на одреден начин имаат некое специфично дејство или целно дејство на центарот за дишење во централниот нервен систем, може да во одреден момент да доведат до запирање на дишењето. Земени, да речеме, во комбинација со други лекови или земени, не дај Боже, во комбинација со алкохол. Па да, младиве сега експериментираат, знаете, си кажуваат, пијат неколку таблети, пијат после тоа алкохол и Еве ве држам за збор да направиме емисија и за ова да ги едуцираме малце и младите. Сакам на такви теми да разговараме, кои што навистина и во светот се актуелни. Ако ги отворите научните бази, ќе видите дека дури има многу научни трудови, големи истражувања на големи бројки на пациенти, донесени релевантни заклучоци, кои што нас многу ни помагаат во секојдневната пракса, меѓутоа тоа граѓаните не го знаат. И ако го отвориме како тема, може да ќе биде интересно. Одлична идеја. Ви благодарам на обајцата за гостувањето. Александар, сакаш нешто да додадеш за крај или ништо важно? Не, да. Ви благодарам обајцата за гостувањето. Идејата беше малку да ги информираме граѓаните, значи јас само можам да заклучам. Вода, да, до некоја ситуација, онака за да се прочистува телото, медицински јаглен не врши работа, млеко и јогурт не вршат работа. Надвор кој излегуваме само по неопходна голема потреба и подобро обична хируршка маска од било каква, барем ништо, така. Шал. Барем ништо, да, подобро од колку ништо. Ви благодарам многу за гостувањето, како што најавив, телевизија Нова има формирано посебен тим кој ќе се загрижи за оваа тема и ќе правиме посебни документарци како оној што можете да го видите пред оваа дебатна емисија на Александар Видиновски, првиот од серијата Слободно ќе најавам, кои што ќе се однесуваат на последиците на загадувањето, а и на она што треба да се направи на стискањето за да се реши проблемот. Ви благодарам што бевте дел од отвореното студио, останете фреквенцијата на телевизија Нова.